на работа. И на работа. На листите и на вашата и на другите. Декларација. Тоа е веќе наслов кажува што значи. Декларација е декларативно изразување на она што го мислат сите учесници во самитот. И со самото тоа веќе се преговарало и се постигнал одреден ефект. Меѓуетничките односи беше донесена во април, а веднаш вако некаде 30 јули во Гостивар имиот инцидент, така да јас не сум многу радосна кога се носат декларации, повеќе се радувам кога ефективно се делува и кога граѓаните тоа го чувствуваат. За жал за овие неколку последни години граѓаните радосна, можеби ќе се согласат со нешто, не сум таквенти не дадоа ефект во досегашна пракса. Декларација парламентот во април година, а веќе во Гост на 7 јули истата година. На 9 јули. Или законите и тоа на конститутивни елементи на секој правен што треба да бидат, да гледат во идно или иден конституционно решение за едно прашање. Да не брзаме во оценките, сигурно веројатно како млада држава дека голем дел тирани во западната. Многу е битно во овој се постигне некоја глобална декларација. Не му сме направени документите, тој кај таа нема понатамошни во таа сфера. Него заеднички јазик во врска со тие тека. На тој самит, дури пишеме некаква општа и други многу поразлични. Ударно е лидери. Тоа е тука. Споменав дека во решение мојот лидер, господинот Лидија Племиња, одлучува и за мене е реалната како исконичките односи и во политика и помеѓу генерации боруваме. Тоа се работи. Се работи за културно ниво коните. Еве би сакам моментно толерантна изјава која што може да предизвика нетрпеливост. Ако се сеќавате на СДММ, кажа дека вие, младите ММ, сте иднината на државата. Да не сме политичарите воопшто, а особено водат државата, дека за својата политичка опција ќе биде најпристрасен, мислам, и затоа и определена. Мислам, нема потреба да го браните председателот за неговата изјава. Сакам да кажам дека таквите изјави, особено кога потекнуваат од личности кои имаат исклучителен рейтинг помеѓу граѓаните, наметнуваат јавно мислење. И со тоа се иритираат останатите од граѓани во тој дел. Ако, да кажеме, господинот Гошев или господинот Андов каже вие сте иднината на државата, за мене е тоа разбирливо. Меѓутоа, ако председателот на државата се огради од сите други млади, освен од младите на социјалдемократската младина, за мене е неприфатливо, затоа што кај останатите создава клима на нетолерантност. Меѓутоа, мислам дека не сте сватиле комплетно изјавата, мислам дека доколку организиравте вие летен камп и го поканете председател, сигурно за вас ќе кажеш. Не, ние му испративме писмо во кое што побарахме. Зашто? Да се изјасни по тоа прашање. Од темата, ова е добро, се согласувам, ова е дел од она што е од нетолерантност или толерантност атмосферата. Меѓутоа, ајде да се здржиме на што значат меѓунационални односи, меѓуетнички. Што е она што тука не раздвоила или дали само различноста е тоа или има некои други работи кои што ги нарече